Речи се секој трет човек во ова модерно време има мака со алергија. Но што всушност представува овој проблем со кој се соочуваат 30% од светската популација? Алергија е преосетливост на нашиот имун систем на некои супстанции кои ги вдишуваме, доаѓаме во контакт со нив или ги внесуваме преку храна. Пролетните алергии почнуваат да се шират од дрвјата уште во раната пролет и траат до месец мај. Поленот од рибите кој се јавува во почетокот на летото е силен алерген на кој се чувствителни голем број на луѓе. Кога алергенот ќе дојде во контакт со нашиот организам, имуниот систем реагира со создавање на антитела кои го напаѓаат алергенот. Матичните доктори предупредуваат дека од година на година се повеќе се зголемува бројот на пациенти склони кон алергии. Како причина плюс, покрај тоа што се генетски преносливи, е и загадениот воздух. Живееме во време во кое што воздухот е многу загаден, така да имунитетот на луѓето е паднат, цело време се изложени на компјутери, на телевизори, кај што таа статичка прашина исто така лошо влие. Можам да кажам дека се среќаваат како симптоми: кивавица, чешење на очите, нели упорно, закрвавени очи. Може многу често да има секрет, ќе се пожелат дека огромна количина на секрет им се лачи позади фарингсот од синусите, така да имаме пациенти кои што викаат сега кога цветаат тополите, кога цветаат дрвата, кога има разен полен во воздухот, добиваат гушење, стегање во градите. Во текот на пролетта се почести се и настинките. Како пациентите да направат разлика меѓу настинка и алергија? Чолакова вели за сегнатите да се обратат кај своите доктори, кои знаат како да постават диагноза. Најчесто правиме крвна слика кај нашите пациентчиња, мали или возрастни. Ја гледаме оваа ситуација, дали има леукоцити, дали има лимфоцити, како што спомнав претходно, или се озинофилите покачени, кои што сигнализираат дека се работи за алергиски момент. Честите кивавици, без температура, бојата на лигавицата, сето тоа кај луѓе кои што работат со години, кои што се големи практичари. Матичните доктори, знаете, просекот на возраст е од прилика 58 години. Значи се работи за многу возрастна популација со огромно искуство. Така да, после со тек на работењето, веќе знаете и кој пациент има алергиски склоности, кој не. Посебни препораки за алергиите и како да се избегнат докторите немаат. Велат не може да се забрани поминувањето на време надвор, ниту пак да се препорачува седење на простории само со пречистувачи на воздух. Чолакова вели за справување со алергиите има лекарства, спреови и слично, кои помагаат за полесно пребродување на сезоната.